Откорнати дрва на стрешници и струшени објекти. Ваков хаос позади себе остави силниот ветер во неколку села во Лозово. Ветрот кој дувал само 15 на минути наликувал на торнадо, раскажуваат мештаните кои во тој момент се нашле на отворено. Најсериозно беше на локалниот пат Лозово село Милино. Бетонски стопи летале од едниот на другиот крај на патот. Стојан Давидков утринава во полето собираше делови од возилото, во кое биле неговите најблиски. Внук што е вози колата, снаа и ќерка, тројцата. Катастрофа невидена, значи гледам пада и нема, помоќ нема, али спаси не Господ, фала му. Ја бев со колата и за малку пред мене се руши едниот објект. Ја бегам назад, викам да не ме затрупа колата, да не ме затрупа. Позади мене се руши другиот, беше човек со мене, вика пази назад, да станам у средината, се сруши, среќа не падна врз нас колата. Жива глава едва испаси и семејството Ивановски од село Сарамзалино. Дело дрво падна врз кровот на нивната куќа. Во целата несреќа и среќа што дрвото не паднало врз креветчето во кое спиело бебето. Сега ни е неопходна помош за да се направи некако кровот, да може да дојде до подошо, да заврне. Овоа ствари се лани ги купиме, правиме го во лани, реновираме. Со целата расположлива механизација до доцна во ноќта, на терен екипите на јавното комунално предпријатие, противпожарната служба на Свети Николи и градоначалникот на Лозово го расчистуваа хаосот што го остави невремето. Учествувавме и ние во расчистување на градежниот чуд. На лице место ќе бидат повикани советниците и дел од општинската администрација да излеземе на терен и да констатираме за колкави штети станува збор. Овде мора да се помогне, реално мора да се помогне за... Силното невреме предизвика само материјални штети. Земјоделските посеви останаа недопрени, а 3 села поради заплеткани жици накратко останаа без струја.